процесот на работење е мерка. Си зимаме, кроем панталони, палтото мора на проба самиот да дојде еднашка и така се завршува, да. Добар ден, господине Селедин. Добро ни дојдовте. Се надевам дека ова ќе биде една кратка пауза за вас, бидејќи гледам дека нон-стоп имате работа. Да. Колку години ја работите оваа професија како кројач? Јас имам сега 6-7 години и нешто. Професијата ја работам од 56-та година сум, 1956 година сум роден во Скопје. Од 1967 година сум во оваа чаршија, значи 56 години. Што не сте виделе? Што не сме виделе, да. Од 11 години па до сега. Пензиониран сум пред 2 години, но така повремено сега доаѓаме да губиме време од дуќанот. Не сум редовен, така да. Но сепак имате секогаш работа. Па имаме така пријатели понекогу така. Зошто баш кројач? Како започнавте? Па тогаш кројачкиот занает во голема експанзија, целата чаршија беше можда во чаршијава 30 кројачи имаше, можда имаше 3-40 дуќани, само штофови се продаваа. Денеска немаш 2-3 кројачи се, а ниједна продавница штофара нема во чаршија, да. По времето се изгуби све, конфекцијата ја презема се работа, порано имаше све порачка, ние сме работеле по 20-30 одела, јас сам сум ги шиел месечно. Све поручбина, народ немаше конфекција тогаш, да. Така. Кои се најчестите типови облека или производи кои сте ги кроеле? И јас претежно само на машка облека сум настроен, да. И женски сум имал, ама претежно на машка, бидејќи има повише работа на машка и така сум избегал. И мал простор ми е за женска, не ми одговараше. Треба, нели, гардероби тие работи, да. Така, гледам дека работите на кукла, така на тој начин моделирате? Не, куклата само се излага, шиеното се излага. Со кукла не работиме ми. Тие со кукли се моделари, тие претежно што шијат свечени големи алини, такви работи. Кои се најважните вештини и техники што ги користите како кројач? Кројач има најмалку вештини. Игла, напрстак се вика ова, за да ја иглата, макази, ленјир и машина, да, и пегла, овие се, да. Дали треба да сте прецизен за оваа професија? Многу прецизен, да. Многу има тоа, као во врска со уметност влегува и уметник и оваа работа, да. Така. Кои се најголемите предизвици во вашата професија? Или биле, бидејќи нели сега? Предизвици во која намера? Предизвиците, дали сте имале тешки моменти, многу работа? Не, работа да, работа сме имале порано многу. Значи не сме можеле тек само недела или ќе одмараме, пред сме имале чак и во неделите морало да се работи, значи не може да се стигне, имал распоред, морало да се почне оделата понеделник да завршуваат во сабота, бидејќи недела сите свечани, свадби, тие работи што има, да. Така бил процесот. Тие 6 дена мора да се заврши, се почнува, се завршува, да. Така. Колку трае процесот на креирање на едно сако? Тоа си имаше норма. Едни пар панталони е нормата 7 часа. Оделото има 24 работни часа, да. 7 часа само за панталони? За панталони. Оделото 24 е, да. Кои се вашите најголеми постигнувања? Ако, пример, ви нарачале на голем број, па сте требале... Не можеме, така ми е само претежно порачка, не сум смел да зимам повише од 4-5 одела однеделно. Панталони така со работници, чираци што сум имал, можда 20 на панталони и така, да. Дали имате некој од семејството кој ја продолжил ова? Не, имам син, почна он, бидејќи сега престана ова, исто и он, но не сум го ангажирал многу со чираштво така. Имаше отворен бутик, но и тоа малце
10 години работеше и престане и он промени професија. Дали мислите дека чираштвото полека Готово, отпаѓа. Ја, Отпаѓа. например, 15 години и повише немам ни еден чирак, бидејќи нема занает, нема работа сега. Сега нема ни еден заинтересиран за одело да шие. А Значи, више и сите- годините си прават своето и немаме више и ние нерви тие да се да. сите купуваат, верувам, во Све продавници, готово на во готова. продавница, готово во продавница, све. Фабриките, конфекција, да, фабриките конфекцијата, затворени се, све и така, да. Претежно увоз иде конфекцијата. Сега за сега колку недели во работите? Колку пати во неделата работите? Па секој ден си идам и да Сепак. немам работа, тука навикнат сум со комшии, со ќе седиме, чајче, муабет, така да. Ви благодарам Винарството многу. ви честитам. Фала ви Пријатно. многу што